Според официјалните документи, Брашнаров починал од воспаление на срцевиот мускул, но неговите современици кои го виделе на Голи оток раскажуваат дека Панко умрел како последица на претепување и мачење. Тортурите врз затворениците биле страшни, раскажуваат тие. Голем дел од нив веќе не се меѓу живите, но се уште е жив творецот на Голи оток, тогашниот генерал на УДБА Јово Капичиć. Тврди дека не го познавал Панко Брашнаров. Ништо о njemu ja ne znam i ne vjerujem ja pola toga što vi pričate. Da ga je neko bio na Goli otok, to je laž. To je jedna potpuna laž. Jer na Goli otok nisu išli, mi smo mogli sve da ih pobijemo u vagon pa da ih bacimo u more. Од тој момент никој не знае каде е неговото мртво тело. Според едни, тој бил закопан на Голи оток. Според други, гробот му бил во блискиот град Бакар, а според трети, телото му е фрлено в море. Иван Косич, 90 годишник кој во Титовиот логор бил 5 години, дошол до многу значајни податоци за починатите на Голи оток, кој ги објавил во својата книга. Po onome kako sam ja, do zaključka koga sam ja došao, 801 ima u svoje ime oznaku da su Makedonci. Ko je bio najstariji, ko je umro? Najstariji je bio Brašnarov. Sam došao do toga da su neke sahranili i na Golom otoku. Ma nema te kamenjar, bre, to ne možeš skopati više noći da kopaš. Kamenjar. Jovo Kapičić laže sve po redu. Единственото место да дознаеме кој лаже, а кој ја зборува вистината е Голи оток. Во меѓувреме, Хрватскиот државен архив не извести дека ни е одобрено барањето за увид во документацијата од Голи оток, ни подготвиле списи од кои е можно да се открие местото на гробот на Брашнаров.